до 87-ма заврши, мислам, играњето моје во Металург тогаш. Михајло Михајловски тогаш беше дел од управата и председател, мислам дека во Металург. Он премина во управата на Вардар, иако и беше и управа на Вардар тоа време исто така. Да. Он беше и спонзор на Металург. И ме праша дали сум спремен да идам. Тогаш беше као председател Васко Марковски Циле во Вардар. Циле. Дали би сакал да предеш во Вардар. Па викам да видам дали да се договориме околу условите. Се договоривме, ја премина во Вардар од Металург 87 година. Значи, од Металург одиш во Вардар и се која ќе чита твојата биографија, овие помладите и воопшто сите ќе сретнат и Линк Телеком да знаат што треба да знаат. Тоа е Металург. Дека е Металург, да. Така е. Затоа што се прекрсти едно време зарад спонзорство. Спонзорство беше прашање за ке. Екзистенција го смени името, меѓутоа кусо време тоа траеше. Таа една година беше после наредната, мислам дека смени. Ама стои таму дека си играл и за Линк Телеком, па да кажеме дека тоа е Тоа е Металург. Металург, ја. А потоа доаѓаш во Вардар и во Вардар континуитет имаш еден од 7-8 години. Не го менуваш клубот, играш за Вардар, сега за тие денови на играњето во Вардар, кои беа тренери, потоа на некој надпревар да се подсетиш за тоа што тоа беше време на превирање, би рекол, веќе се назираше пропаѓањето на поранешната држава и распадот и сега тука многу спортисти, не само ракометарите, едноставно не знаеа каде се имаше некоја репрезентација на Југославија, играше, ама сето тоа беше така во залез, би рекол, и можам да кажам дека последен надпревар на кој што блесна Југославија како Југославија, под тоа поранешно име беше Европското првенство во кошарка во Рим, кога Југославија, иако се распаѓаше, тога словенците го повлекоа здов да не игра во завршницата, Југославија сепак успеа да биде европски првак, ја победи Италија на нејзин терен, ама тогаш веќе тоа беше крај на тие југословенски селекции. Ти како ракометар кој веќе, иако млад, имаше искуство, каде се наоѓаш, мислам, што мислеше во тие моменти, еве, ќе има ли ракомет, кој ќе се распадне држава во Македонија, ќе нема кај да одиш и одлучуваш да останеш во Вардар? Зоки, ја 84-та започнав со студирање на земјоделски факултет. Мене ми беше приоритет факултетот, морам да признам, од причина што кога имав подготовка на испит, ја да речем на клубот им најавав дека 3 дена пред полагање на испит јас не идам. Не сметајте на мене. Не сметајте, не доаѓам на тренинг. Нормално као клуб секој реагира на тоа, кажува па добро, ако нема да те соблечеме дека бидеш на клуб, викам тоа е политика ваша, значи ја не ве бойкотирам, ама Ви кажувам дека сметам мене приоритет ми е приоритет да завршам факултет. И заврши кој факултет? Земјоделски факултет во Скопје. Значи во тој контекст ја тренирав, ама негде Вардар почна во 87-ма, тоа беше втора југословенска лига. Веднаш успеав да се изборам за тоа место на левбек. Бев еден од тие 3-4 носители на играта, кој игра... Ја тоа време уште не бев нешто за одбрана, баш морам да признам. Само напад ме пушташе. Прв тренер ми беше во Вардар Ангорот. Од пролете, можда ви текнува, беше и селектор на Македонија. Мощна, солидна за мене беше тренер. Доста од него излеков као поука. И самиот као играч, доста нападјачки беше, познат беше Ангор по една финта што ја правеше, ние секојаш као деца кажувавме. Така да ни помогна за екипата, Икич би играше десен бек, нели селекторот што беше Темелковски Илија, тогаш играше десен бек за Вардар. Лево крило, не
сега не можам да се сетам, извинете. Аци Станковски. Добро, не е битно. Аци Станковски, да не го заборав. Ти тогаш да не помислуваше после распадот еве да одиш во некој друг клуб, во некоја друга средина или Вардар се одржа и викаш останувам значи овде? ја 87-88 првата година кој играв во Вардар, ја веќе во 88 и дипломирав на факултетот. Ја завршив факултет прва генерација до тачно 4 години. Не заради тоа да се фалам дал сум прв, него почнуваше првенството во октомври. 88 ја во октомври го положи последниот испит. Затоа што знаев за да можам нормално да тренирам, да. Ракометот. Со мојот сегашен кум ја знам дека ние бевме на нијет. Баравме во тоа време, памтам, апликации за иселенички визи. Да. Знам дека кумот мој имаше најдене од Канада, бара агрономи, сточари за таму, значи иселеничка виза, работа, све. И многу малку мислам дека фалеше да замина во затоа те прашав за тој период. Многу малку фалеше, значи ја многу не се тренирав од љубов, ама и знам дека док тоа го се двоумевме, нели, со кумот двајцата, као другари ќе одиме во Канада, мојот професор што ми стана, ме повика на факултет и ме праша дали би сакал да ме земе за асистент на земјоделски факултет. Ја бев изненаден, навистина. Ти изненади тоа и вика супер, останувал. И ми беше многу мило, нели, па викам зошто да не. Така да ја почнав да волонтирам на факултет земјоделски од почеток на 89-та. Во октомври 89-та ја се запослив на земјоделски факултет. И да си професор тамо, тоа да го кажеме да не испуштиме, често така и ракометарите, професоре која ќе те сретнат, ама професорот запна во тој период и ракомет и учење и заврши и еве стигна до тие скалила, високи. Зоки, знаме, морам да кажам, во науката. Ме толерирале тренерите и управите. Значи, ако сакале, они може секојаш да... И независно клубот дал ќе победи на таа такмица, може да не ме соблечат. Значи, може да ме казнат за тоа ја што сум отсуствувал. Ама не се случи тоа, ти остана. Значи, ме истолерира. Да, за да... Нормално со нивна помош од клубовите, ја успеав да фаќам испитни термини, да полагам испити. Па еве, тоа нека е пример за овие помладите, да... Па, Зоки, знаат дека паралелно може тоа и ова. Секогаш сум говорел, значи, во гимназија бев сосема различен. Кампањски, малку сум се посветувал на учењето во гимназијата, сум тренирал секој ден и за младинска екипа и за прва екипа. Кога дојдоа овие факултетски денови, ја би рекол, успеав да се организирам дневно, да ја можам 10-12 сати на ден да учам по 10-15 дена да спремам испити, а и да идам на тренинг. Што говори дека на вистина има време за се. И во град треба желба да си. Да, и во град да излезеш и амбиција. Да. Ќе се откажеш од некои работи дефинитивно. Па повторно викам средината ќе треба да те толерира. Отсуствуваш, ама добро, ти се откажуваше кога требаше заради ги испитите, ги полагаше, заврши и тогаш ти олесна, па си дојде асистент, стигна до професор, ама постојано играш. И сега Вардар ме интересира од 90-91 до тамо 93-4, кога веќе престана да игра во тие сојузни надпревари во поранешната држава и почна во Македонија. Во Македонија веќе во сите екипни спортови се формира лиги. Тогаш како изгледаше тој период? На кратко би кажал Вардар, значи
Ние игравме 87-8 во таа втора Југословенска лига, 88-89 испаднавме втора и 89-90 игравме во Македонска, освоивме прво место, влеговме повторно во втора Југословенска и 90-91 бевме први во таа лига и отидовме да играме квалификации 91 во Загреб за прва Југословенска сојузна лига, на кој настапуваат Целја, Партизан, Морнар, Бар и Вардар. Таму освоивме последно место, на жалост. Еден од тие што потврди и јас бев таму. Иако секогаш го кажувам, очигледно дека играњето кошарка, у исто време ракомет, спремање на испити и постдипломски, бидејќи јас само што се запишав на постдипломски во Нови Сад. 89-та, 94-та магистрирав во Како Нови Сад. стигнуваше и Да, ја одев таму Вардар, Петоци, да, одев Петоци Ракове. на настава во Нови Сад. И очигледно организмот си ги кажува границите. Памтам кога заминавме за квалификации во Загреб, летавме од Скопје за Загреб, ја добив некоја температура, за да констатираме во Загреб дека ја добив херпес зостер. Обично тој се јавува кога ќе падне имунитетот. да. И по нервните завршетоци на меѓуребрените мускули. И ја цел турнир го играв со 37.2, 37.3 температура, со интензивни болки Па во тоа е половината. најлоша температура, како Во издржуваш? половината, ама мора што може да се пружи. Јас знам дека исто таму потврдив, са не викам дека само ја, ама не успеавме, имавме шанса со Партизан, имавме и со Целје, мали разлики, изгубивме 1-2 разлика, но ајде изгубивме, тогаш и викаме, окей, ништо, Словени, Хрватски ги повлекува екипите. Ама тоа ти остана една неостварена желба. Еве Тоа бевте значи ние први. у регуларни квалификации не освоивме пласман во Југословенска лига. Пелистер беше во таа лига и ние автоматски, бидејќи напуштија словенски и хрватски екипи, ние влеговме во една лига од 16 клуба, кај што бевме Пелистер и ние. И таа сезона всушност беше и правата промоција на нашата генерација во Вардар. Заборив да кажам дека тренерите се сменија во меѓувреме, беа и Луличо, Воли, Бог да опрости, ај пак све, ќе кажам, мој тренер и во Металург бил, и во Вардар. Ќе спомнам, Савевски исто така беше тренер во Вардар. Дојде Ванчо Јовановски, мислам дека 89-та, и не превземан. Ванчо пред тоа за Пелистер, нели, бранеше и прв гол. Мислам дека се врати он од странство од Германија како голман. Да, Германија замина. Да. Дојде и во знам клубот. Дејан, син му таму почна кошарка, ракомет и израсна во голем кошаркар. Апропо кога дојде, значи Ванчо, се споивме една генерација добра, би рекол, малце спојна искуство и младост. И 91-а донесовме 3-4 играчи и се комплетира екипата, имавме на сите позиции по двајца. И на вистина бевме едно пријатно изненадување да таа прва Југословенска лига завршиме од 16 екипи на 6-то место. Што беше... И тука со тој пласман се распадна... заврши, да, заврши, 92-а заврши. На поранешна Југославија. Потоа организираше Федерација наша, тогаш Ракометен сојуз, еден турнир кај што се кооптира, мислам дека Металург и Тутунски комбинат, и Вардар и Пелистер од прва, тие беа втора Југословенска лига, као најдобро пласирани, и се изигра еден плей-оф. Тој плей-оф не го гледам, не се спомнува и не се ни додели ништо за тоа. Тој плей-оф почна да ние игравме со Металург, полуфинале, а Тутунски играше со Прилеп, во 2 добиени се играше. Ние го добивме Металург во 2 добиени, мислам 2-1, а Прилеп направи, мислам дека изненадување со тоа што го доби Пелистер.
И тогаш игравме финале на плейоф Вардар Тутунски. Првата утакмица добивме во Скопје, втората изгубивме во Прилеп и третата негде 1-2 разлика беше на минута и пол при крај. Ние водевме, настана еден инцидент, масовна тепачка меѓу играчите на Вардар и Тутунски, се прекина над преворот, не се доигра и остана недоигран плейофот. Значи, 92. Да. Победник во првото по самостојувањето на Македонија. Ти во Вардар остануваш до 95-та година. И тука веќе се формира Македонска лига надпревари, веќе тоа е позната работа, кој со кого се формира и други клубови со амбиции. Еве младост Богданци, едно време Јафа, подоцна. И биваше така, се чувствуваше еден ракометен живот, би рекол. Ти од Вардар заминуваш каде? Затоа што после отиде во 3-4 клубови, за да помогнеш и така со своето веќе искуство да придонесеш во тие клубови. Значи, Вардар во тие години по самостојувањето на Македонија игра значајна улога во лигата. Ние не освоивме првенство тие години, бевме втори, константно или трети. Во плейоф два пати игравме финале на плейоф со Пелистер. Значи, освоивме второ место, Пелистер беше навистина имаше и Шевро Куманово. Шевро Куманово го освои првиот куп и он има изворедна екипа. Па Борец се појави, потоа стана шампион, па Јафа потоа се појави, па Пелистер повторно ојача. Но кажувам до 95-та, негде 92-та мислам дека кога се раздружи, кога заврши играњето во Прва Југословенска лига, Банчо Ивановски предложи, ја бев тие години наредни капитен на Вардар, као еден од тие што остана во клуба, другите замина во други клубови да играат, памтам. И 95 година јас потпишав за младост од Богданци. И 2 години настапував за младост Богданци. Мора да кажем, многу амбициозна екипа беше и стигна до европските купови, имаше и засилувања од рускиве тамо простори. Да, ние имавме тројца украинци, еден од Русија, со тоа што дојдоа тие таа година и тогаш навистина беше лигата интересна што многу беше тешко на гости да победиш. Многу тешко се добиваа бодови на гости. Од тие 95-та, 96-та Јафа стана првак и памтам освоивме ние таа прва година 4-то место и се пласиравме за куповите и изигравме, знам, со Морнар бар, таму беше една, сега нема да кажам како судиле судите, не ни важно тоа. Изгубивме 13 разлика, ама некој резултат 41-28. И што некој чита вика коша. Готово не отпишаа. И дојдоа тука Морнар бар, ние ги тепавме 29-16. Ама 42 минута им водевме 17 разлика. 42 минута. Нормално, како играа тие таму, како играа на граница на дозволено, така и ние игравме тука. И ги поминавме Морнар бар, потоа имаше еден клуб од Јаши градот, Фибрекс Савињешти, познат едино град, не знам дали знаете, тоа само се моштите на Света Петка. Тоа е румунска Молдавија, до граница на Молдавија. Игравме прва утакмица тука, победивме 12 разлика. Таму отидовме, изгубивме само 6 разлика и се пласиравме во четвртфинале на Куп на купови. Ни падна Иври да играме со Иври. Французите. Да. Ама кога требаш да се патува, јас бев спречен, имав работа, не отидов таму, двете утакмици се играа. Таму, памтам, нормално чим двете се играа. Се знае кој оди понатаму. Да. Наредната година, 96-та,
Едно место погоре бевме, трето место освоивме во лигата во И после како се одвива 97-ма, нормално малце ми беше, зашто ја патував 2 пати неделно за Богданци тие 2 години, малце и носталгија кон Скопје. Потпишав за Линк Телеком, таа година настапував за за Линк Телеком. Ја би рекол релативно успешно, не успеавме, мислам, да фатиме пласман за купови, да наредната година потпишам за Поврдарија Неготина, 98-99 и 99 се вратам повторно во Металург, да веќе 2000-2001-2099-2000 или мислам 2001 изборивме место во европски купови и знам дека игравме и надпревари со Скерн на гости повторно двата заради сепак, ќе кажам, можда и финансиски проблеми тогаш. И крајот на до 2002 играв, до 2002 значи играв во Металург и последната година во пролет играв 2002-2003. На 38 години завршив. Значи во пролет заигра. Потоа, што се однесува до клубската кариера, беше еден период тамо 2007-2008 9 и директор на Вардар, па кога дојде Самсоненко, сите напуштивте, дозволивте тој да си се организира како што сметаше и практично ти тогаш завршуваш со своите активности во ракометот, но не се предаваш, продолжуваш и ги предводиш, еве и ден денеска, ветераните на Македонија во ракомет и тоа е убава работа, но откако минавме низ клубската кариера, ајде сега едно блиц на враќање на репрезентативната. Во 92-3 се создава македонската репрезентација и ти си член на тој наш прв национален тим. Па кои беа првите надпревари, како изгледаше сето тоа? Значи, ја мислам дека Федерација, крај на 92-ра можеби, не можам сега со сигурност да тврдам, избра Славе Атанасовски Чаве, би го рекол, мој тренер, за селектора, Ванчо Јовановски за тренер. Помош, да, тренер. Тој беше селектор, овој беше тренер. И направија прва селекција и го објавија првиот список на репрезентативци. Од тие 12 играчи бев и јас. Што би рекол 12 играчи, нормално имаше место и за многу други. Ама тие не можам ја да ги коментирам од мој аспект, но сметам дека на вистина скоро и нијанси дали беа плюс минус, све зависи кој тренер кој повеќе знае, помалку знае. Да таа репрезентација се оформи и има добра иницијатива Федерација, односно Сојуз тогашен, да почнаа да организираат ревијални надпревари. На А репрезентација, па ја крстија на новинари, па Б репрезентација, па на странци и така натаму, да они направија неколку ревијални надпревари низ Македонија. Да, додека Федерацијата на Македонија не беше примена, да, европската и светската, за да може да се надпреварува на тие официјални квалификациони надпревари. Тоа беше, значи, за мене моште добро иницирано, бидејќи веќе почнаа да се гледаат контурите на репрезентацијата, веќе почна, како би рекол, работна навика да се создава за Федерацијата, пред тоа има само младинска репрезентација, се веќе сениорска дојде. Ние, после тие неколку подготвителни надпревари, добивме покана и бевме признати од ЕХФ. Добивме покана да идеме во Орадеја на Трофеј Карпати. 93 година ние заминавме на Трофеј Карпати во Тоа беше првиот официјален настап на Македонија. Први официјални надпревари на нашата репрезентација. Ние заминавме таму, одигравме 5 надпревари, игравме со Романија, со Литванија, со Русија, со Полска, со младата репрезентација на Романија. Би рекол огнено крштевање беше тоа.
за сите нас, но би кажал сите тие играчи би ги спомнал, нели, една слика сме репрезентацијата почна да диши како клуб. Значи ја пак ќе спомнам, едно е клуб, друга репрезентација, но ние видовме дека само со борбеност ќе надокнадиме недостаток во килажа, недостаток во висина, зашто кога се појави руската репрезентација, репрезентативно. Значи 5 играчи има на 2 метра. Еден беше 2,13, 2,14. И викаш, како ќе се пробие? Како вика тие наши тренери старите, ние шумска метар и шумска јагода. Стварно така беше, но тука видовме дека се една колективна игра се компензираат недостатоци, да. И потоа продолжија тие репрезентативни настапи, па го организиравме и поној трофеј на Македонија. Да. На кој што учествува репрезентации во Скопје и во Велес познати. И се сеќавам на еден коментатор за ке? Ајде и ти подсети се на тој, романците бидејќи пред тоа беа и светски прваци. Тоа беше гол у последни секунди на Сале Михајловски. Ги совладавме во Велес. Зоки, знаеш, таа екипа, тоа беше 94-та. 93-та истата екипа што игравме во Румунија на Трофеј Карпати, тие толку напреднаа, да толку напорни, ние таму изгубивме 2 разлика, би рекол, од Румунија. Ама ни фалеа некои играчи таму. Овде бевме комплетни, многу се мачевме, значи, со романците, таа фактички беше за прво место утакмица. И ја памтам после кога гледавме снимката, ми остана, ти коментираш нешто у стил, ке се најдели юнак некој... Кој ли ке биде тој юнак што ке шутира на крај? Сале Михајловски, десниот бек наш. Кимевски е на голот, Добреску. Кимевски не успева да одбрани. Добреску го постигнува својот 7-ми гол, 30-29. Каква драма! Еден гол предност за македонската репрезентација. 36 секунди до крајот. Во напад Македонија. Маринковиќ, Петревски, Алушевски. Кој ќе биде сега тој юнак што ќе се обиде да шутира кон противничкиот гол? Михајловски, Петревски. Се ближи крајот. Имаме предност. Маринковиќ, Петревски. Комбинираат нашите надворешни напаѓачи. Михајловски ја користи шансата во последните секунди, уште 10 секунди до крајот. Михајловски постигнува гол. 31-29. 31-29. Се ближи крајот. Уште 3 секунди, 2 секунди. Ударот далеку на Деду. Одбрани Кимевски во овој момент. Крај на надпреварот. Победа на репрезентацијата на Македонија. Ова е голема победа, една од најголемите на нашата ракометна репрезентација, совладана екипата на Романија, а романците знаеме што значат во ракометниот свет. Освојуваа медали на олимпијадите, на светските првенства, а еве овде во Тито Велес во завршницата од првиот трофеј на Македонија ги совладуваме со 31-29 и го освојуваме првото место. Аплаузи за македонските репрезентативци. Ова е голем успех на македонскиот ракомет и воопшто на македонскиот спорт. Тоа исто така ни беше добра шанса да се постават основите дополнително на клубот. Надоаѓаа млади сили, ја памтам во тоа време со своји 21-2 години беа Котевски, Алушевски, мощни, талентирани момци кои се виде дека беа стварно одлични. И потоа почна да... Кире Поповски да оди репрезентацијата во нагорна линија. Ти до когаш? До 95-та ние, значи ние имавме потоа предквалификации со Холандија и со Бугарија. Ги поминавме, освоивме прво место тука и влеговме во група со Чешка и со Унгарија. И ни се случи еден дебакал, игравме во Хуб, се сеќавам, 95-та, првиот надпревар таму.
екипата со Пепи и без Пепи огромна разлика беше, дефинитивно. Пепи не беше во Чешка, изгубивме 16 разлика таму. За да ние тргнеме и да играме во ресен реванш. Таков пех имавме, пак ќе кажам, нели, све беше ограничено од финансиските можности на Сојузот. Чесите во петок со чартер дојдоа во Македонија, а ние стигнавме во сабота во 2:30 на аеродром. А вечерта во 8 сат игравме утакмица во ресен. И сето тоа се собра. Ни се собра да ние во еден дел од надпреварот, Пепи значи дојде да игра, сосема друга слика. Еден период ние имавме и 4 разлика, 5 против Чешка, за да на крај заврши нерешено. И заради тој, навистина, генерално факт е дека беше неуспех. Стана промена на селектор и тренер, Нишеви стана од Пелистер. Нормално зема играчи кои ги познава и он самиот имаше дадено изјава дека поголем дел ќе бидат играчи од Пелистер, бидејќи нив ги знам добро, со нив работам, као што и Ванчо имаше дел од Вардар, ние што бевме. Од тука више завршува мојата репрезентативна кариера. Тогаш во Богданци играв, значи да продолжив само со клубска кариера. И сега се ближи крајот од нашиот разговор, убаво кажа за тие клубски надпревари во Македонија како изгледа, за репрезентацијата на изините почетоци и сега накусово 1 минута за ветераните. Зоки, ветераните, јас бев во странство 2011, тогаш почнало тоа дружење, испратиле покана ова туристичката заедница на Нова Градишка да се обележи трагедијата, што би рекол на нашиот Тоше во Нова Градишка. Ветеранската екипа покани репрезентација ветеранска да дојде да се изигра јаден надпревар. 2012 они појдоа таму се дружеа, има неверојатен пречек. 2012 јас бев во Вардар, спортски директор, значи од 2008-2013 ја не можев да одам. На 2013 кога сам со некого превзем, веќе бев слободен од тие обврски. И прв пат замина од 2013 на тој турнир во Нова Градишка. И уште 2014 заминавме, да они веќе 2015 рекоа сакаме ние да дојдеме октомври на гробот и музеот кај Тоше. И ние видовме дека 2015 Федерација навистина ни помогна, но 2014 не се добро може да ја организиравме. И така и вака, ама веќе ние решивме 2015 решивме дека не можеме да се надеваме само на Федерација, може да е редно да пробаме ние као здружение. И се оформив во септември 2015 здружение. Ја би рекол, јас сум председател на повеќето административна работа, што јас ги бркам комуникациите, мејловите. И ние као здружение добивме неколку играчи надвор од таа репрезентација, би рекол Пепи, Аце, Зелениот, тука Томче Петревски, Стево од Битола, ќе ги набрам на еден коп. Ама имаме проблем за они се тренери. И не може да отсуствуваат. А ние идеме на турнири во Нови Сад, во Копер, во Нова Градишка. Они во тој период им е надпреварувачка сезона. И за да ние имаме играчи, нормално кооптиравме играчи кои не играле за репрезентација, ама биле ракометар. И тоа одлично. Квалитет. И видовме дека ние 2015 можеме да направиме турнир како што прават другите. 2016 во Кавадарци направивме. 3 машки, 3 женски екипи беа. И 2017 година 2017 во Статов, во Дојран, 6 машки, 6 женски екипи. Од Словенија, од Хрватска, од Србија и нормално од Македонија. И значи продолжуваш со раковетот преку ветераните. Зоки, тоа е убава работа. Не викам втора, трета младост. Да. Се дружите тамо, баш бе во Дојран, ве видов сите расположени, старите пријатели се најдовте тамо, се надпреварувавте и верувам дека ќе продолжи со тој интензитет да работиш и да ги организираш ветераните, да живее и натаму таа наша репрезентација, би рекол. А за нашите... Може само да додам? Да. Значи, ние сме многу благодарни на фондацијата Тоше Проевски, морам да напомнам.
бидејќи ние со нив комунициравме, со Андреј, и прашавме дали можеме да оставиме на турнирот да биде мемориален турнир. Тоше Проевски се сложија, многу ни помогнаа, поделија CD-а од Тоше, бевме во посета 2 пати на музеот. Да. Така да со гордост би кажал организираме, иако тој ни замина тоа дете златно, што да кажа. Тоа е убаво, уште една почит и почест кон нашиот Тоше Проевски. Давате придонес со тие надпревари да остане и натаму тој во нашите убави сеќавања и да живее едноставно кај нас. Тој мислам, тој напред да направиме здружение. Да. А на крајот сега од емисијата да кажем за нашите гледачи дека тоа беше нашата ракометна звезда во минатото, Сречко Ѓеоргиевски, кој беше член на повеќе ракометни екипи во Македонија, беше член, тоа ќе остане и запишано во историјата на македонскиот ракомет, во првата наша селекција по осамостојувањето на Македонија. Зоки, фала само да кажем една анекдота, ние се шалевме, нели, не си, секако не може да бидеш најдобар ракометар, ама се смеевме тогаш ние, дека јас сум најдобар доктор на науки меѓу ракометарите и најдобар ракометар меѓу докторите на науки. Тоа е добро вака за крај. Мал се за релативизација. Да. Толку, тоа беше Сречко Ѓеоргиевски.